Поздрав! Дали би требало да и веруваме на астрологијата? Ова прашање си го поставуваат многумина од вас и се двоумат дали би требало да и веруваме на астрологијата, дали ќе може астрологијата в суштина да ја открие мојата иднина. На оваа тема ќе зборувам денеска и ќе ви дадам некои примери за да можете оваа тематика подобро да ја разберете. Пред се, астрологијата е една од најстарите науки на планетите над звездите. Секако дека преку астрологијата ќе можеме да откриеме која е таа иднина што не очекува. Астрологијата, меѓутоа, не е само една наука на планетите. Модерната астрологија е една врста на филозофија исто така. Модерната астрологија истовремено е една психологија. Сега, еден астролог ќе може да прочита една натална карта и да открие кој лик се крие позади оваа натална карта. Еден астролог ќе може да открие кои се тие ваши најголеми потенцијали, таленти кои што сте ги донеле во оваа инкарнација. Истовремено можеме да откриеме кои се тие ваши најголеми препреки, кои што ви се ваша најголема тензија, кои што не ви овозможуваат да живеете на еден доста хармоничен начин. Но тие препреки се тука за да ги совладаме. Исто така астрологот ќе ви покаже на кој начин ќе можете овие препреки да ги совладате, за да можете да живеете еден среќен, хармоничен живот. Сега, доаѓам до некои примери. Значи, ние кога се инкарнираме во овој живот сега, актуално, ние си ги бираме своите родители. Ние си го бираме местото, државата, градот, каде ќе живееме. Си го бираме партнерот. Значи, си го бираме семејството, си бираме што ќе работиме, како ќе работиме и се тоа така понатака. Што значи тоа? Дека ние, иако астрологијата може да ви го покаже патот на вашата иднина и може преку транзитните планети да каже зашто е сега времето дојдено, што би требало сега актуално вие во вашиот живот да совладате, например? Зашто е сега времето дојдено? Како што реков, ние бираме све. Еве го првиот пример. Имаме една констелација, каде што транзитниот Сатурн прави една квадратура, да речеме, со месечината. И тоа сите ние од нас го доживуваме еднаш или два пати во оваа инкарнација. И да речеме дека доста е тоа една напната енергија, една доста деструктивна енергија. Со оваа енергија ќе може да се почувствуваме доста меланхолично, може да се почувствуваме доста дисбалансирани, депресивни, па секако може и некои од вас да бараат некој лек за тоа, затоа што таа енергија, како што реков, многу моќна, многу јака, со која што се бара еден баланс на емоциите и многу нешто друго. Сега вие може би барате некој астролог и сакате да прашате зашто сега актуално така се чувствувате. И, астрологот пронаоѓа во вашата натална карта дека имате, например, го имате Сатурн квадрат со вашата месечина, може би или па со вашето сонце
или со Венера и така натаму, значи со некој од тие ваши лични планети. И значи астрологот тоа го потврдува дека тоа е така. Значи ние можеме тоа да го откриеме зашто нешто е така во една натална карта и тоа можеме да го објасниме. Сега клиентот се чувствува happy затоа што ние тоа го откривме и дека тоа е така. Истовремено астрологот му нуди и начин како ќе може клиентот тоа да го совлада на еден доста лесен начин. Истовремено може да му каже кога таа констелација, да речеме Сатурн квадрат со месечината, кога тоа ќе заврши. Сега, тоа може да трае доста долг период. Вие секако си бирате. Астрологот ви кажува што треба да се направи во овој случај. На што да се работи, на што да се обрати внимание. За вас тоа може доста интензивно, може да е доста невозможно за вас тоа да се оствари. Вие можете барате лек кај еден доктор, да речеме, психотерапеут. Сега, тоа е таа поента што сакам да кажам. Ако ви останувате на тоа, на таа една ниска вибрација, каде што самите со себете си велите, ете, тоа е така, сега јас сум дисбалансиран, меланхоличен, нема лек за мене. Тогаш останувате во таа ниска вибрација, која што едноставно никој не може да ви помогне, него самите си, вие самите себе си. Секој од нас ќе може сам да си се излечи. Не ви е потребен никаков третман, да одите на медицински третман, да взимате некои лекови. Сите ние ќе можеме да се излечиме самите. Меѓутоа, астрологот тоа ќе може да го открие во вашата натална карта, на кој начин, на кој лесен начин ќе можете да излезете. Втората тематика е, значи, ако ние не веруваме да тоа, како астрологот ви дал, например, некој пример, како да излезете од таа деструктивна енергија. Ако вие во тоа не верувате, и ако за вас тоа е невозможно да се оствари, останувате на таа ниска фреквенција и во тој случај не ви е потребен ни астролог, ни доктор, практично ништо. Тоа си останува на таа една ниска вибрација и за таа ниска вибрација всушност нема лек. Значи лекот е свеста. Свеста е лек. Да го освестите тоа, ако сте свесни, на една висока свест живеете. Има една убава карта од Дейвид Хокинс, не знам дали ја знаете, каде што се покажува на кое ниво на свеста сме сега актуално. И стварно тоа е нешто многу специјално и модерно, актуално. Кој е заинтересиран, може да откриете во интернет све и све што има. Значи, сакам да кажам, ако не сме свесни за нешто, ако имаме таа квадратура измеѓу Сатурн и месечината или пак Сонцето, и ние не сме духовно развиени, не живееме на една висока вибрација, каде што самите ќе можеме и ќе успееме да излеземе од таа деструктивна енергија, ако сме духовно развиени, ако работиме на себе, затоа што никој друг ќе не може да не спаси. Ни еден астролог, ни доктор, никој. Самите себе. Преку една висока вибрација на свеста, ќе можеме во нашиот живот све да успееме. Сега, клучната тема и заклучокот, дали ќе можеме да и веруваме на астрологијата. Јас би рекла да, само ако работиме на себе си и ако работиме на нашата свест, ако работиме на тоа
да сме духовно развиени, истовремено и да се едуцираме преку читање на книги, преку занимавање со астрологија, со филозофија, со психологија, ќе можете вашиот живот подобро да го разберете. И вие сте мајстор на вашиот живот. Ни еден астролог, ни психолог, ни доктор, ни таблети ќе не можат вашиот живот да го промени. Самите вие. Астрологијата, да, она може да ни ја покаже иднината. Астрологијата може да ни открие кои се тие потенцијали, кои се тие препреки. И ако сме на една висока вибрација, ќе можеме тие препреки на еден многу едноставен и лесен начин да ги совладаме. Ете, драги пријатели, љубители на астрологијата, се надевам дека ви дадов одговор на ова прашање. Кој е заинтересиран за една лична анализа на својата натална карта, тука сум за вас. Секое добро и до скоро! Чао!